Почитувани СДСМ најострого осудува бруталното убиство на 23-годишното момче од страна на припадник на специјалната единица Тигри. Недозволиво е за овој грозоморен чин најповиканите, премиерот и министерката за внатрешни работи, да молчат и да се кријат зад контрадикторните изјави на полицискиот портпарол. Стана јасно дека 2 дена режимот се обидува да го прикрие ова убиство. Бруталниот полицаец Игор Спасов е поранешен член на обезбедувањето на Груевски и еден од кадрите на Агенцијата за обезбедување ЛУПУС. Се повторува историјата на ист начин како што се заташка усмртувањето на пешак од страна на телохранителот на шефот на тајната полиција. Вчера скандалозно ДПМН испратиле своји емисари кај семејството на убиениот, обидувајќи се да го купат нивниот молк. Тоа е ДПМН и начинот на владење и дрска злоупотреба на власта. Како што кажавме уште веднаш по завршувањето на изборите, Груевски никогаш нема да биде премиер на сите граѓани. Срамно е 3 дена фрла лопати, сече ленти, се смее пред камерите, а не ни помисли јавно да го осуди грозоморното убиство. Што е уште пострашно, претипувањето на момчето се случило на само неколку метри од местото каде што Груевски вечерта славеше. Груевски не може и не смее да спие на увото дека се нарачени прилози и обвинувања за политизирање на убиството, ќе успее да избегне одговорноста на надлежните и да ја сокрие бруталноста на неговиот режим. Да ги подсетиме ДПМН дека ова е резултат на нивните бричени обезбедувачи, низа скандали, тепање студенти на плоштад, сниматели и други бројни инциденти и физички пресметки. Ова е континуитет од претходното владење на Груевски. Дополнително, претипувањето на момчето се случи на политички настан на ДПМН. Затоа денес бараме точно лоцирање на одговорноста од страна на премиерот. Повторувам, премиерот да ја лоцира персоналната одговорност за овој трагичен настан и тоа да го соопшти на јавноста. Многу ни интересира дали после ова Груевски повторно ќе стави Гордана Јанкуловска да извршува било каква јавна функција. Таа веќе нема никаков морален кредибилитет да извршува било каква јавна функција и да се појави на било какво министерско место. Прво, заради тоа што МВР се обиде го заташка убиството, и второ, заради тоа што граѓаните го плаќаат данокот на бруталната партизација на полицијата изминативе години. СДСМ бара да се стави крај на оваа пракса веднаш. Бараме полициската единица Алфи, како синоним на полициска бруталност и пречекарување на властувањата, веднаш да се распушти. И Алфите и Тигрите, под раководство на ДПМН, ја изгубија својата смисла. Наместо за специјални намени, режимот ги злоупотребува за тепање, рекетирање на фирми, за бегано однесување по кафулиња, дискотеки и улици, анархија и политичко насилство. Конечно, Груевски треба веднаш јавно да го осуди убиството и да прогласи ден на жалост во знак на трагично изгубениот живот.